Зборуваме за една актуелна тема, а тоа е македонското јагне и дали тоа ќе се најде на великденската трпеза со оглед на се помалиот број на грла и се понезадоволните сточари со оглед на извозната цена, а се побарано е македонското јагне на европските пазари. Меѓутоа, за ова подоцна, прво ќе разговараме со двајца уметници за една филмска представа, односно филмска премиера која од денеска ќе се прикажува во Синеплекс. Им велам добро утро на двајца актери, Дарко Велич и Дамјан Цветановски. Добре дојавте во студиото на Телма. Добро го најдовме. Повод за вашето гостување непосредно, иако повод за разговор со двајца актери од ваков калибар има секогаш, нели, и никогаш не е доста, меѓутоа непосреден повод е премиерата на филмот Патот кон месечината, кој од денеска македонската публика ќе има можност да го гледа во Синеплекс. Да. Ќе биде и во Милениум, колку што слушнав, веројатно во сабота, така што ќе биде по нашиве кина и по другите кина низ Македонија, така што очекуваме да доживее баш онака убава гледаност. Дарко Велич, вие сте и го позајмувате гласот за синхронизација на една од улогите, меѓутоа сте и режисер на синхронизација. Да. Може ли да ни кажете повеќе за каков филм станува збор? Станува збор за една бајка, една волшебна бајка, Патот кон месечината, самиот наслов кажува дека е нешто интересно бајковито. Станува збор за две деца кои што всушност патуваат до месечината за да направат еден подвиг. Малечката Ана, која што всушност таа патува со цел да направи, да помогне на луѓето кои што на мајскиот бумбар, тоест на јунската бубачка и на сите останати кои што нивната бреза е изгубена и лошиот човек, месечевиот човек кој што ги заробил на месечината и сега треба да појдат да направат едно ослободување на некој начин. Ана тргнува со цел да направи ослободување, а братот незин тргнува со цел да ја спаси Ана. Ете, по подолго време, значи, убава представа за деца, убав филм за деца, анимиран, во кој гласовите го поземуваат македонски актери. Дамјан Цветановски е Петар, гласот на Петар. Главната улога во филмот. Стасува ли Петар и Ана на месечината или? За тоа ќе мора да појдат да го гледаат филмот, па да дознаат, да не откриеме се. Да не го откриеме крајот. Да. Во секој случај возбудлива авантура, во која како и впрочем кога се обидуваат да се создаде убав детски филм, мора да има контраст на борбата меѓу доброто и злото, нели? Секогаш за и децата од најмала возраст да научат дека треба да се борат за своите вредности. Така е. Која е друга пораката што ја донесува овој филм? Па генерално мислам дека плюс пораката дека не треба да престанеме да веруваме во реалните, во магичното, во бајките, бидејќи тоа е еден од проблемите со кои што се бори Петар, не верува во тие работи, бидејќи е научниче и ги проучува звездите и такви работи, не верува во магија и такви работи, а сестра му Ана и така верува и тука има еден разговор што се отвара и дебата дали треба или не треба да се. Да, целиот филм го потекнува и тоа прашање, го потикнува. Да, филмот е базиран врз една од најпопуларните книги за деца во Германија, тоа е Патувањето кон месечината на малиот Петар. Ние овде го адаптиравме и Пеце, некогаш нели во. Не ме викајте Пеце, јас се викам Петар. Така, меѓутоа има една реплика во филмот, бидејќи го викаат Пеце. Пеце се нервира. Да, кога се обраќаат со Пеце го навредуваат. Да. Би ја замолил режијата доколку е можно да видиме кус извадок од филмот. Моето име е Петар, а ова е мојата сестра Ана. Што току се преселивме во новиот дом, кога животите ни се променија за секогаш. Здраво, мала бубачка. Ќе одиме на месечината. Ана, чекај. Каде е сестра ми, а? Се плашам. Те патив дека се киднапирани. Пред зори, мојот топ ќе биде подготвен. И тогаш и јас ќе владам со целиот универзум. Ние ќе владееме. Нема да ја оставам сестра ми тука. Штом сонцето изгрее, никој веќе не може да се врати. И зашто се сите овие работи? За патувањето. На месечината? Не, на Карибите. Па се разбира на месечината. Кон месечината! Подгответе се за авантура. На вакво патување треба да одат само вистински херои. Големи, храбри и силни. Која ќе ве однесе. Еве ги, добриот грдиот и бубачката. До месечината и назад. Мојот пост
театар брат ќе дојде и ќе ме ослободи. И тој навистина ќе дојде по тебе? Секако, тој ми е брат. Патот до месечината. Еден мал чекор за бубачката, еден голем скок за родот на бубачките. Опа! Наскоро во кината. Да, наскоро од денеска, впрочем, во Синеплекси Кино Милениум, парчето што го видовме навестува интересна не само детска, туку семејна приказна можност семејствата кои за празникот ќе останат во Скопје да отидат во една од киносалите и да ја видат оваа продукција. Филм инаку детски, рековме по подолго време, синхронизиран на македонски. Можност и најмалите деца кои не разбираат странски јазик или кои не може да читаат титул, да го разберат филмот и да уживаат во него. Точно тоа е целта. Затоа и топло препорачуваме на сите родители кои што имаат помали деца да дојдат да го посетат филмот, бидејќи ќе биде една интересна авантура и за најмалите. Тоа е предноста на синхронизацијата, овој пат во изведба на студиото Кларион. Студио Кларион, да, Студио Кларион е едно реномирано музичко студио кое што веќе 30 на години постои, а веќе 15 години дел од ресурсите има насочено кон надсинхронизацијата и комплетно целата аудиопродукција, значи аудио за видео, се што се работи аудио, тоа покрива Кларион студио. И Кларион студио всушност не е едно студио, тоа е Кларион продукција. Таму имаме повеќе студија. Дел од ресурсите се насочени кон музичка продукција, дел од ресурсите се насочени кон надсинхронизацијата. Почнува инаку Кларион студио почнува со надсинхронизација негде 2005-2006 година. Ако не се лажам, познати се по синхронизација на детскиот канал за цртани филмови Пикабу. Да, моментално го работиме. Значи Пикабу инаку почнува со надсинхронизација на српски јазик, кој што е малку парадоксално, но во тоа време тоа било побарувачка и од тогаш тргнува многу посериозно во тие води. Моментално работиме за Пикабу каналот и за Вавум каналот, кои што се детски канали, таму оди надсинхронизација на македонски јазик. Инаку работевме и за HBO платформата, нивната платформа, работевме исто и Сезами Стрит, кој што оди на националниот сервис. Едно богато портфолио во оваа проблематика во секој случај. Дамјан Цветановски, представен како еден од новите надежи на македонското глумиште, кој друг, инаку вработен во драмскиот театар, треба и да го ослободиме наскоро, бидејќи како што добив најава брза на проба за нова театарска представа. Кои други актери учествуваат во синхронизацијата на Патот кон месечината? На Патот кон месечината, исто од драмски театар учествува Трајан Килиева Велиќ, она е во драмски театар, Крсто Јовановски кој што е во театар комедија, Ненад Ангелковиќ кој што не е вработен глумец, тука е и главниот женски лик Михаела Ангелеска која што е млада, таа е втора година во гимназијата Никола Карев, но многу надежна со едно големо искуство позади себе во надсинхронизација, голем интерес има кон глумата и кон режијата, ќе видиме што ќе биде и од неа. Така, Дамјан, како е да се биде млад актер во Македонија? Што знам јас? Убаво е да се биде актер, со тоа што има разни проблеми. Сите предизвици, нели? Сите предизвици се тука, пред нас. Некогаш е тешко да се избориме за некои пофини буџети за представите изгледат подобро, некогаш организацијски проблем, некогаш малце се запуштени институциите, па се случуваат некои проблеми, како течење на кров и... Да, покривот беше актуелен есента, кога беа големите дождови, сега предпоставам, се надевам дека е саниран. Па, скрпено е би рекол, а санирано не е. За да се санира, тоа е потребно една мало поголема организација, што ја вклучува и целата, како да кажам, Министерството за култура, државата воопшто. Така. Треба да. Колку представи на репертоарот во драмски во кои учествувате? Во овој момент, мислам дека се 4, ако не се лажам, 4 представи во овој момент. Бидејќи некои од нив веќе не се играат. Кои се на репертоарот во месец во мај, например? Да, My Name is Горан Стефановски едната представа, другата представа е Чудна случка со куќето во ноќта, која топло ја препорачувам бидејќи се бави со една многу актуелна тематика денес, а тоа е
нашето разбирање за децата кои не се неуротипични, туку кои што припаѓаат на спектарот на аутизмот, нашето разбирање за нив и различностите, и тоа е една отвореност на представа за различностите и отвореноста на општеството, и топло ја препорачувам на секој што би сакал да гледа нешто такво да дојде. Како во таа смисла ти легна синхронизацијата? Ова ти е прва синхронизација? Не, со синхронизација и со Дарја работиме некој 5 години сигурно. И турски серии синхронизираш? На почетокот, ама генерално моето внимание најмногу заврши во однос на синхронизација на детски содржини, на детски цртани серии. Синхронизацијата на турските дојде како обука еден вид? Да, така. Малку се повежбав, би рекол на пола година, и потоа само овакви содржини синхронизирам. И ми е баш во добро. Во таа смисла синхронизацијата на детските серии може да се смета за богатство и придонес кон зачувување на домашниот јазик и промоција, нели? Да, дефинитивно. Бидејќи во време кога ни е оспоруван јазикот и напаѓан од сите страни, добро е барем ние самите внатре да си го чуваме, негуваме и надградуваме во таа насока. Па конкретно еден ваков проект е со огромно внимание работен. Тој е во отприлика едно 20 на дена е работен строго на тој проект е работено. Значи синхронизацијата и постпродукцијата се работени сигурно некаде тука 20 на дена. Претходно преводот кој што е одлично направен е поминат на лектура. Многу е внимавано со актерите како се работи, бидејќи сепак тоа е на големо платно излегува. Значи тука е направена една врвна екипа, врвен кастинг со врвна на синхронизација. Затоа топло препорачувам секој да појде да го гледа филмот, бидејќи мислам дека е направено онака од 1 до 10, 10. Дамјан спомна кои се проблеми со кои се соочува македонскиот актер денес. Вие, Дарко, како актер исто од повозрастната генерација малку, и како специјализиран и познат на пошироката публика и како пантомимичар. Да. Некако нема место, односно нема интерес, нема волја во македонското општество за тој правец од уметноста. Па од секогаш било така. Јас сум дипломиран во Бугарија и во Бугарија се соочуваа со тој проблем. Значи физичкиот театар и пантомимата не секогаш има некој убаво место на таа театарска сцена, за жал, да. Ама се трудиме, правиме, имаме по некоја представа, го негуваме исто стрит арт фестивал, имаме каде што дали една база на статуи, представа која што ќе биде исто на улица со уличен перформанс, пантомима, тоа секако се негува од година во година. Има посетители, задоволни се, но сепак пантомимата како жанр, да кажам, да влезе во театар и да има пример една целовечерна представа, пример да биде пантомима, тоа се нема случајно. Се надевам да се случи. Дамјан, на која проба заминувате сега од студиото во Телма? Сега спремаме новата представа која се вика Така зборуваше Гертруда, кој е текст од млад автор, студент на ФДУ Мија Николовска. Ќе режира Ангел Чоилиевски и екипата е голема и очекуваме да направиме премиера некаде или на половина јуни, или ако ни заврши сезоната во септември на почетокот. Зашто се зборува во Гертруда? Зашто зборува Гертруда? Се зборува за човечкиот живот, не човечкиот живот, за животот како живот и неговата вредност, дека сите животи се исти, бидејќи таму има ликови кои не се луѓе, има и животни како свиња и комарец и така натаму. Генерално отвара проблематиката за колку вреди еден живот и дали сите животи вредат исто. Дамјан Цветановски и Дарко Велич, ви благодарам за гостувањето во утринската на Телма. Ви посакувам уште многу синхронизирани филмови на македонски јазик и многу успешни представи и настапи. Дај Боже, и филмови обични. И филмови, да. Да, не прашав за филмови и серии, меѓутоа ете имаме повод за следното гостување. Да, секако. Ова беше како најава за филмот Патот кон месечината. Уште една топла препорака, почитувани гледачи, сите што нема да патувате за празникот, во кино Cineplex и во Милениум може да го видите детскиот, односно семеен филм Патот кон месечината во продукција на Студио Кларион.